Драги мои карпошани, почитувани сограѓани, другари, драги пријатели. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за оваа прекрасна енергија и за огромна поддршка, која што одамна на ова плато пред Млечен не била видена. Искрено и непоколебливо, ние имаме став за сите државнички и стратешки прашања. Ние имаме визија за едината, ние имаме волја, знаење, храброст и пред се имаме план како да ја внесеме државата во Европската Унија. И тоа да го направиме до 2030 година. Заедно со нашиот председател Стево Пендаровски. И тоа, почитувани, е клучното прашање на овие избори. Кој има план за еднината, а кој нема никаков план? Кој е за членство во Европската Унија, а кој е против Европската Унија? Тоа е изборот на граѓаните на овие избори. Надеж за подобра европска иднина со СДСМ и со Стево Пендаровски, или безнадежност и враќање назад со ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска Давкова. И тоа е јасно како ден. Бидејќи ние покажавме храброст, покажавме државнички капацитет. Тие покажаа кукавичлук и неодговорност кон најважното, кон иднината на државата. Ние носевме одлуки за подобро утре и тоа за сите наши граѓани. Тие единствено што правеа е 7 години блокираа. Иако беше многу тешко, успеавме да ги отпочнеме преговорите со Европската Унија. Успеавме да испреговараме рамка во која имаме заштитен македонски јазик, заштитена македонска култура и македонски идентитет. Работевме во услови на најголема економска и енергетска криза и како вистински социјалдемократи никого не оставивме сам. Силно ги поддржавме граѓаните, силно ги поддржавме и компаниите во време на криза со над 2,6 милиарди евра. Ги зголемивме и платите, и пензиите, и тоа на највисоко ниво досега. Помогнавме на ранливите категории на граѓани, помогнавме на земјоделците, помогнавме на наставниците. Ги зголемивме платите во здравството, ги зголемивме платите во високото образование. Во високото образование никогаш немало поголеми плати од тоа што има денес. Меѓутоа и покрај се, јас знам дека е тешко. Јас не живеам во заблуда дека овие бројни мерки и политика ги решија сите отворени прашања на нашите граѓани. Но колку и да е тешко, ние имаме и волја и имаме храброст да работиме понатаму. Колку и да е тешко, сепак постои начин, постои вистинска шанса за драстична и за суштинска промена во државата. Ние веќе покажавме дека кога ќе ветиме дека ги зголемуваме платите и пензиите, тоа и го правиме. Но потребно ни е вистински европски стандард на живот, за да им овозможиме на нашите деца и внуци да ги живеат своите соништа тука дома во Македонија. И затоа продолжуваме по патот на европските интеграции и усвоување на европските стандарди, кои што се единствениот начин за големи, суштински и темелни промени во нашето општество. И како што искрено признавам дека да, направивме грешки, така ве гледам во очи и ви ветувам. Заедно со мојот тим ќе работам ден и ноќ да ги исполнам очекувањата на мнозинството граѓани да живеат во Европска Македонија. Ден и ноќ за европски животен стандард, за подобро образование, за подобро здравство, за сузбивање на криминалот и корупцијата, за подобро владење на правото, за европски стандарди во секој сегмент на живењето во Македонија. Почитувани и драги пријатели, од друга страна гледаме дека ништо се нема променето во ВМРО ДПМН. Тоа е истата партија од минатото, со истите луѓе од исто тоа минато. Со нив не е можна никаква позитивна промена. Напротив, со нив единствено можеме да очекуваме враќање назад. Скопје е пример и Скопје е потсетник што се случува кога ВМРО добива доверба да има власт. Наместо модерен град,
Скопје е запустен град, полн со нечистотија, полн со хаос, хаос во јавниот превоз, во јавните предпријатија потонати во долгови. Ветува бесплатен јавен превоз, ветува електрични автобуси. Прв пат тоа ќе било во историјата. Ќе нивелирале шахти, ќе правеле паркови, ќе правеле мегапаркови. И на крај што се случи? Ги оставија Скопјани без превоз. Ги оставија Скопјани да се гушат во ѓубре. Ветуваат 250 нови автобуси, а на крај и овие старите што им останаа и тие престанаа да возат. Ветуваа дека градот ќе бил најчист, а денес депонии никнуваат на сите страни. Тоа е резултатот на ДПМН во Скопје за изминатите 2 години. И тоа е пример што можат да очекуваат граѓаните од ДПМН. Затоа што како што ја шетаа нивната кандидатка за градоначалник Данела Арсовска на изборите за Скопје, така денес исто ја шетаат нивната кандидатка за председател Гордана Силјановска Давкова. И како што излажаа шетајќи ја градоначалничката, така исто ќе излажат шетајќи ја председателската кандидатка, која за среќа никогаш нема да стане председател на државата. И ако Данела е добар кадар за ВМРО, можете само да замислите каква ќе биде Гордана ако стане председател на државата. Па вие дали можете да замислите таков човек да ја представува државата во Европската унија и во НАТО, две организации кои што нити сака да ги гледа, нити сака државата да биде членка во неа. Таков човек нит може, нит заслужува да ја представува државата на меѓународен план. Со ДПМН се покажа уште еднаш дека е можно само враќање назад, во изолација и во темно минато, многу далеку од Европа. Земјата нема да се мрдне ниту милиметар во Европа, а за неуспехот ќе ги обвинуваат сите, ќе ги обвинуваат соседите, ќе ги обвинуваат внатре граѓаните и на крај ќе обвинат и самата Европска унија. И буквално се ќе биде исто како што стана во Скопје. Но сите ние заедно можеме да го спречиме ова и тоа заедно со граѓаните. Со глас за членство во Европската унија, со глас за слобода и демократија, со глас за коалицијата за европска иднина и глас за нашиот председател Стево Пендаровски. Вчера гледам, прашува Христијан кај сум бил во кампањата. Тука сум ја во кампањата, еве сум во Карпош. Вчера бев во аеродром. Завчера бев во центар и во Сопиште. Утре сум пак во центар. Абе ја не ја кандидирав тетка ми Жана за председател, па да мора да ја шетам по Македонија. Јас го кандидирав Стево Пендаровски за председател на Македонија, кој што е граѓански кандидат. Зад него стојат партии, зад него стојат граѓани, зад него стојат здруженија, стојат професионалци, стојат поединци со високи професионални перформанси. Стево не е председател под контрола на партија, ниту под ничија лична контрола или продолжена рака. Ниту бил, ниту ќе биде таков. Тој е председател на сите граѓани на државата. Без ниту една дамка како председател во изминатите 5 години и без ниту една погрешна одлука за стратешките прашања. Силен поддржуваш на членството во НАТО, силен поддржуваш на членството во Европската унија и со јасна визија за европска иднина. На граѓаните и на државата им е потребен председател кој ќе работи за полноправно членство во Европската унија, за европски животен стандард, а не председател кој ќе кочи и кој ќе ја блокира иднината на државата. И тоа граѓаните многу добро го знаат. Јас ви уверувам дека победата ќе почне уште на 24 април на првиот круг на председателските избори. Победата почнува со нашиот председател Стево Пендаровски. А за точно еден месец од денес, на 8 мај, ќе прогласиме уште една голема победа на Стево Пендаровски и на Европска Македонија. Со тоа ќе формираме влада која Северна Македонија ќе ја направи земја членка на Европската унија. Влада која ќе биде проевропска,
Влада која ќе има поддршка од проевропски председател. Влада која 2030 година ќе седи рамо до рамо на исто рамниште со сите други земји членки на Европската Унија. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее Коалицијата за Европска иднина, да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Европска Македонија.